Дали власта вештачки ќе наметне победа во битката со COVID-19 и ќе ја заврши кризата за да има брзи избори, надевајќи се на победа? Дали министерот за здравство Венко Филипче ќе биде херојот во борбата кој ќе биде еден од клучните играчи со кои СДСМ се надева на добивање најмногу гласови? Последователно го потврдуваат за алфа извори во партијата. И за двете тези јавноста бара објаснување, но ајде со ред. Во прилог на ова зборуваат неколку факти. Првиот е бројката што власта ја представи како пик 2500 заболени, по која отворено најавуваат дека истата ќе почне да паѓа, но никогаш никој не ја објасни аргументирано на основа на што, според која методологија истата е утврдена. Само се нагласува крајот на април како крајна временска рамка за пикот. Вториот факт е малиот број на тестирања. Секогаш кога Алфа се обидуваше да добие одговор зошто масовно не се тестира, Филипче одговара дека е сосема доволен бројот на тестови и дека масовното тестирање нема да даде вистинска слика. Дали може би пак власта на овој начин се обидува да даде невистинска слика со цел да прикаже за брзо време крај на кризата? Останува да виси и ова прашање. Има ли политика во позадина? Анализите дури и на отворени поддржувачи на СДСМ препознаваат политика. Нема здравствен аспект кој научно ја оправдува одлуката после викенд со рекорден карантин да следува нагло опуштање. Ни Великден не го оправдува тоа, уште помалку фактот што доаѓа 1 мај. Така да одлуката мора да е политичка, односно популистичка. Личи како да брзате многу повеќе и многу понагло од земите кои се многу понапред од нас. Повторно, причините може само да се политички. И аналитичарите кои ги комуницираше Алфа ги потврдуваат тезите. Одреден пиар или некакви убедувања или некакви теории во случајот не може да помогнат доколку некој се обидува да наметне, се разбира, некаква перцепција во однос на кризата, затоа што оваа криза е здравствена и едноставно незиното завршување не зависи од тоа што ќе го изјави одреден политички субјект или одреден медиум, туку од бројот на ново заразени и бројот на починати. За да се представи некаква перцепција дека нема повеќе криза, едноставно треба да нема повеќе заболени и треба да нема повеќе починати. Дека се инсистира на брзи избори од СДСМ не кријат и самите членови. Мухамед Зекири вели од СДСМ сега не мислела на избори, ама роковите за избори ќе продолжале да течат во воредната состојба. Претседателот Пендаровски најави дека политичките процеси ќе бидат на маса на лидерската средба кон средината на мај. Претседателот на ДИК пак вели изборите треба да ги распише претседателот на собранието, но дека претходно Уставниот суд треба да го распушти престојното решение за избори. За технички подготовки, кампања и ажурирање на избирачкиот список потребни се околу 50 дена. Измени вели треба да претрпи избирачкиот список кој се уште не е затворен, бидејќи во меѓувреме настанале промени во него.